вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Според весникот Нью Йорк Таймс, председателот Барак Обама ќе постави рок за евентуално завршување на војната во Афганистан за време на утрешното објавување на новата владина стратегија за ситуацијата во оваа земја. Со ова го започнуваме прегледот на вестите. Нью Йорк Таймс цитира виши владини представници дека председателот Обама ќе биде поексплицитен за целите и за временските рокови во војната во Афганистан споредено со порано. Обама во вторник треба да образложи одлуката за испраќање на, како што се очекува, дополнителни 30.000 војници. Републикански и демократски законодавци најавија дека ќе го поддржат засилувањето, но дел од нив изразија загриженост за поставувањето рокови за афганистанската влада и објавувањето на излезна стратегија во војната. Председателот на иранскиот парламент Али Лариџани вели дека Техеран и натаму сака да најде дипломатско решение за меѓународниот спор околу иранската нуклеарна програма, но дека иранскиот став ќе зависи од постапките на светските сили. Предходно, иранскиот шеф за нуклеарна политика Али Акбар Салехи рече дека одлуката на Техеран да изгради 10 нови постојки за збогатување на ураниум представува директен одговор на повиците на Меѓународната агенција за атомска енергија Иран да прекине со таквата активност. Францускиот министер за надворешни работи се приклучи на муслиманските организации за човекови права и швајцарската влада во критиката на швајцарскиот референдум со кој се забранува изградба на нови минарења на џамиите. Бернар Кушнер кажа дека е вџашен од иницијативата на швајцарската крајна политичка десница, за која во неделата гласа речиси 58% од избирачите. Швајцарската влада и многу пратеници велат дека забраната го прекршува уставот на земјата и традиционалната толерантност. Во Холандија пак антиимиграциони политичари повикаа на сличен референдум. Голферот број 1 во светот Тајгер Вудс бара малку приватност по инцидентот во петокот рано наутро кога со автомобил удри во хидрант и заврши во дрво близу својот дом во Флорида, добивајќи полесни повреди. Тој повторно откажа средба што ја побара локалната полиција, а на својата интернет страница кажа дека презема одговорност за инцидентот во кој нема други повредени и ги отфрла гласините за брачно неверство како причина. Во САД веќе втора недела поред најгледан филм според бројот на продадени влезници романтичната драма за вампири во оригинал насловена The Twilight Saga The New Moon, која заработи $42,5 милиони. На второ место е The Blind Side со Сандра Булок во главната улога, а веднаш потоа приказната за крајот на светот филмот 2012. Во продолжение, нова опасност за глобалната економија. Дубај, чиј економски бум некогаш предизвикуваше завист во светот, сега бара одложено плаќање на долгот во висина од $60 милиарди. Нарекуван рај среде пустина, познат по вештачки направениот остров каде цветаше економијата, Дубај доживеа тежок удар од глобалната кредитна криза и рецесијата. Берзата во Дубај понеделникот опадна за 7,3%, највеќе од октомври 2008. Но проблемите се од многу порано. Цените на недвижнините годинава паднаа за 50%, а масовните отпуштања доведоа до екзодус на странските работници. Барањето за одложено отплаќање на долгот е очекувано за дел од економистите. Во оваа клима на економски потешкоти, Дубај го чини она што го направија и други земји ширум светот. Веста дека оваа членка на Обединетите Арапски Емирати бара одложено отплаќање на долгот од $60 милиарди во европските банки предизвика домино ефект на берзите минатата недела. Европските пазари подоцна се опоравија, откако аналитичарите се обидоа да ги стивнат стравувањата од долгорочни последици. Барем во моментов не се верува дека ќе дојде до долг и траен ефект врз банките во Европа и САД. Тоа не помогна многу во Азија, каде берзите продолжија да одат надолу. Доларот падна на најниско ниво во однос на јенот во последните 14 години, затоа што загрижените инвеститори купуваат други валути барајќи спас. Без друго, ова е еднострано и абнормално движење. Иако доларот подоцна се опорави, аналитичарите наведуваат дека загриженоста на берзите може да предизвика нова домино реакција ширум светот и банките повторно да започнат да размислуваат два пати пред да дадат кредит, што уште повеќе би го забавило глобалното економско закрепнување.
Измина речиси 3 децении откако сидата стана глобална здравствена закана. Според најнов извештај на Обединетите нации, бројот на новоинфицирани се намалил, а 33 милиони лица заразени од вирусот ХИВ се уште живи благодарение на поголемата достапност на лекарствата. Во продолжение следи прилог за тоа во која насока се движи третманот за ова заболување. Сликите говорат сами за себе. Над 25 милиони почина од сида откако прерасна во пандемија во 1980-тите. 90% од заразените живеат во земји со низок или среден приход. Имаше и успеси. Цената на антиретровиралниот третман драстично опадна во последната деценија. Пред неколку години само десетици илјади примаат терапија во светот во развој, а сега 4 милиони. Еден од клучните фигури во борбата против сидата, Фаучи, вели дека лекарите и научниците и натаму бараат начин да го намалат бројот на случаи. Приоритет е вакцината против сидата. Годинава беше изведено досега најголемо истражување што опфати 16.000 доброволци во Тајланд. Истражувачите наведуваат дека вакцината го намалува ризикот за мал процент, но сепак значителен, затоа што дава надеж. Понуди назнаки што може да ги употребиме за производство на подобри вакцини што би можеле да имаат значително влијание на спречување на заразата. Научниците работат и на микробициди, креми и гелови, што може да го спречат пренесувањето на вирусот, а што би помогнале во средините каде сексуалната заштита се уште е на ниско ниво. Се експериментира и со лекови за превенција од инфекција на ризични групи луѓе, нешто што се покаже успешно во борбата против маларијата. Во услови на глобална рецесија, голем проблем е финансирањето на борбата против сидата, бидејќи паѓа бруто домашниот производ на земјите. Треба да се посветиме на пообемна, добро смислена и насочена превенција. Роберт Хехт, кој е експерт за финансирање на третманите против сидата, додава дека сите земји погодени од болеста треба да ги вклучат трошоците за третман против неа во националните осигурителни планови, бидејќи се работи за хронично заболување со кое сигурно ќе се справуваме и во наредните децении. Утре во Newsflash. Наместо кунг-фу, бастунг-фу. Постарите лица учат самоодбрана. Тоа се за денеска, ова беше Гласот на Америка на македонски, ТВ журналот Newsflash. Јас сум Јулија Вилковска. За сите најнови содржини ве покануваме да погледнете нашата веб страница glasnaamerika.com. Благодарам на вниманието, пријатна вечер и гледајте на утре.